Рече минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин Љупчо Зиков, новинар, политички, економски аналитичар. Добро вечер. Добро вечер, Маријан. Нова 2026-та, понадежна, успешна или? Па пред се сакам да им честитам нова година вам, на колективот на Сител, на нашите сограѓани, на вашите гледачи. Надежна. Јас мислам дека ние со години, мојот став кој следи во јавност е познат, дека ние со години тапкаме во место, во суштина, и не очекувам некои спектакуларни промени во 26-та година, гледано од аспект на општествено-политичкиот живот и од аспект на економскиот живот. Нормално, тоа што нас вечера најмногу и не интересира. Тоа го темелите на политика која е константна, да речеме, изминативе 30 години на сите власти, или пак политика која не дава продуктивни резултати, да речеме? Веројатно тоа е политика на сите власти во овие 35 години. Македонија има, кога зборуваме за економија, значи има хронични економски проблеми кои на економистите, на деловните луѓе, на бизнисмените, па дури и на поширокото граѓанство веќе им се познати, значи причините зашто е тоа така. Македонија се наоѓа во, ние зборуваме за инфлација овие година, 2-3 наназад, меѓутоа треба да кажеме дека Македонија се наоѓа во нешто што се вели во економијата структурна инфлација. А структурна инфлација во суштина не е краткорочната инфлација што ја гледаме ние. Значи во секој месец, секоја недела мериме инфлација, рипнале цените и така натаму. Нормално дека проблемот е многу подлабок. Зошто се појавува инфлацијата во вакви времиња кога и на најмалите шокови не се најмали, меѓутоа на шоковите во Европа и во светот, македонската економија бурно реагираше во последните 4-5 години со промената на цените. Пред се тоа, ако ми дозволите тука да го објаснам, значи да не остане необјаснено, тоа е заради структурата на македонската економија. Знаете, растот на бруто општествениот производ сиве овие години, 35 години, се одвива на директни инвестиции во последните 15-20 години, на кредитирање од надвор, значи земање кредити. Ние сме ко наркоман економија, ние ако нема кредити од надвор не функционираме. И третиот сегмент е зголемувањето на личната потрошувачка на граѓаните, која повторно се зголемува врз основа на кредитирање на населението, значи кај банките. Неодамна читавме некои податоци дека помалку или повеќе колку депозити имаат граѓаните во банките, толку и кредити имаат, што краткорочни, што стамбени, што потрошувачки. Знаете, македонскиот граѓани денеска во последните години се наоѓа во едно софистицирано должничко робство. Значи ние тоа го гледаме секојдневно. Колку и претежок да звучи зборот, знаете, кога вие сте задолжени во банките под едно, кога не можете да платите на крајот на месецот комуналии, кога не можете да платите основни други потреби, значи како да речеме имате едно возило, се мислите дали ќе го возите или нема да го возите, тоа се тие софистицирани форми на сиромаштво, губење на средната класа. И кога некој ќе вели луѓето ние немаме сиромаштија, да, ние немаме луѓе што не ги гледаме луѓето што одат по канти, тоа не можеме да го видиме, таква сиромаштија не постои поодамна, меѓутоа имаме овој облик на сиромаштија што за волја на вистина не е само кај нас тоа. Тоа е да прашам колку е тоа резултат на состојбите кои се случуваат во Европа. Спомнавте дека нашата економија прилично отпорноста на економијата е многу важна. Значи секоја држава во овие турбулентни времиња, значи ние се наоѓаме во Европа. Европската економија е многу лоша во последните години. Германците во последните 10 години немаат стапки на раст. Италијаните исто така имаат 0,5-1. Германската економија дури има негативни стапки на раст последните години. Паѓање на бруто општествениот производ, затвараат фабрики, има зголемување на невработеноста. Тоа директно влијае врз нашата економија. Зошто? Заради тоа што тоа подеден, што го кажав пред 2 минути, нашата економија е хронично зависна од странски директни инвестиции во последните 15-20 години. И знаете, кога ќе закашла германската економија, ние тоа ќе го чувствуваме. Можеби сега се уште не го чувствуваме, меѓутоа во 26-та година мислам дека ќе го почувствуваме. Според што е била добра политика на една власт, да речеме, за создавање здрава економија? Ние мораме да промениме, тоа не е на краток рок. И затоа велам 35 години, значи не е тоа владата на Мицкоски, владата на Заев, владата на
добро, да ги наредиме сега тука Ковачевски, да не испуштиме некој. Да не испуштиме некој, ќе ни се налутат. Никола Груевски, претходно Бучковски, Црвенковски, Љупчо Ѓорѓиевски, и Клюсев. И Клюсев. Сите влади до сега го одбра и го одбира лесниот пат, а тоа е, ако можеме, особено од Никола Груевски наваму, странските директни инвестиции беа моторот. Не критички дури на моменти се носат странски инвестиции, заради тоа што тоа директно иде во конфронтација, конфликт на цели со вработеноста. Ние немаме работна сила во Македонија за да ги обслужиме тие компании. Тие имаат ограничен капацитет странските инвестиции. Колку фабрики уште ние треба да отвориме, па луѓето отидоа у странство да живеат, значи нема кој да работи. Па тука сега е темата миграции и сите тие работи, економски работници, што би рекле некои министри. Што треба? Треба да се промени структурата. Повеќе треба да се потпреме на домашни инвестиции. Заради тоа што домашните инвестиции носат профит кој останува во Македонија. Странските инвестиции, дивидендите и профитот го вадат надвор. При тоа на крајот останува само дека работниците работат за плата и тоа останува во Македонија. Работниците кои потоа одат во маркети и трошат, нели, од платата. И тоа директно влијае на инфлацијата во последните години. Сега таму има формула, таму сега да не се задржуваме на неа. Да не го изгубиме целото време само на економијата. Меѓутоа, кај нас фалат предприемачи. Фалат луѓе кои ќе основаат компании, фирми, кои ќе, како знаеме, да бидеме некогаш многу горди на некои IT компании македонски кои прават добри резултати, или овие некои големи компании од Македонија кои, како Алкалоид, како ИГМ, како некои компании кои, да не правиме реклама вечерва, меѓутоа кои знаат да направат силни резултати надвор преку извоз. Такви компании на нас ни фалат илјадници. Сега се поставува прашањето, имаме ли ние луѓе за тоа? И што правевме 35 години, бидејќи паметта, учените луѓе, ние тука ги школувавме, државата трошеше за нив, меѓутоа денеска и заминува во странство. Ако се вратиме, економијата е пак брзана со политиката, какви се вашите проценки за политичката сцена оваа 2026 година? Ние имавме претходно локални избори, можно ли е да имаме како пандан на тие локални избори, некакви воредни парламентарни избори? Што очекувате на политички план оваа година? Па, ако се гледа она, како рекол Иво Андрич, знакови поред пута, ако ги гледаме, мислам дека Македонија ќе влезе во еден период, во една точка кај што ќе бидат неопходни предвремени парламентарни избори. И тоа сум го кажал неколку пати и сум го напишал. Дури го гледам тоа, например, во март ќе има зголемување на пензии. Линеарно зголемување на пензии. Веројатно ќе има уште нешто. Сега некој ќе рече, одвалава, ама тоа така беше ветено и тие работи. Меѓутоа, тоа се пенали, знаете. И се насеќа тој момент. Сега, од друга страна, политичката анализа вели дека опортуно е да Мицкоски оди на предвремени парламентарни избори, од едноставна причина што сега, ако не ги направи, веќе влегува во втората половина на мандатот, значи следната 27 година. Потоа не знам каков ќе биде рейтингот, значи на власта, значи и кај ВМРО ДПМН и кај ВЛЕМ. Така да тој сега има некој пик на рейтинг што може да го искористи за да добие нови 4 години власт. Кој ја би бил лидер на ВМРО ДПМН, тоа така би го одиграл. Сега нормално дека тука се некои други можеби математики. Од друга страна, ние имаме една голема тема во ово општество што сите као ноеви главите у земја ги ставаме, а тоа е нашата евроинтеграција. Да, евроинтеграцијата. Добро, председателката изрази надеж вчера дека оваа година можеби ќе има исчекор напред кон тоа. Реално тешко стојат работите, особено што ако имаме и Бугарија земе нова политичка криза без влада. Видите, имајќи во предвид нашата позиција визави тој проблем, ја мислам дека тешко ќе оди тоа оваа година, бидејќи знаете што, една банална работа ќе кажам. Утрово прочитавме вест дека Украина и Молдавија добија либерализиран роаминг, значи во тоа. Наши најавуваат 3 месеци наназад дека ќе добиеме од 1 јануари. Да бидеме коректни, не рекоа дека Македонија веднаш ќе го добие, меѓутоа не ги слушам деновиве дека зборуваат на темава, на пример, би требало се пофалат во тој дел. Сега,
Тоа е таа евроинтеграција, тоа е таа работа што нас ни фали, тој дух малку да не покрене, да почне оптимизмот да владе кај нас. Бугарите воведоа евро од 1 јануари, без разлика колку еврото и да е контраверзна тема, дали тоа им е окей или не им е окей, еврото е најголемата измислица на столетието на Европската унија, на Европа, и мислам дека тоа е еден продукт кој ќе обстане и ќе оди кон тоа на хомогенизација на Европската унија како таква. Значи, ние колку доцниме треба да се запрашаме. Пред нас на Балканот Црна Гора и Албанија веќе грабаат напред. Колку и да велеа на времето дека Албанија нема шанси да влезе во Европска унија, таа реално ќе влезе до 2029-30 година. Црна Гора исто така. Прашањето е што правиме ние? Зошто е тоа важно? За реформите е многу важна евроинтеграцијата на Македонија, бидејќи ние покажуваме секојдневно дека без притисок од Европска унија ние тешко можеме да правиме, да функционираме реформи. Еве, синоќ го гледав премиерот Мицковски кај што кажува за 12 закони кои треба да ги донесеме под барање на Европска унија, и речениците беа од типот еве уште 2 треба да донесеме, правиме, значи тоа е некаков тип на охрабрување или притисок од Европска унија што мора да се направи. Па Мицковски вели дека до април тоа би се случило. Ете, тоа е таа реформа, бидејќи ако ја немате Европска унија како цел, тогаш ние ќе се удавиме овде во нашите секојдневни. Добро, владата не вели дека нема како цел, останува прашањето па што правиме обезбедување на оние некакви гаранции за идентитет. Но да бидеме реални, опозицијата која беше предводник на тој евроинтегративен процес на претходните влади, да речеме владата на Заев, владата на Ковачевски, Филипче е некако многу тивок, да речеме, таа опозиција, тој СДСМ, како да не постои во поглед на во нивниот речник евроинтегративниот процес, некако дали идејата е да се игра на патриотска нова карта или пак мислите дека таму проблемите се многу посериозни? Па не мислам дека ќе се игра баш по така ала ВМРО патриотска карта, значи добро, ако се земе политиката кон мигрантите као на Фидес на Орбан. Таа е измудена политика во моментот и тоа е едно изместено прашање во нашето општество, као многу други прашања. Например, ние не разграничивме и денеска имаше теми за тоа. Тама ја например кога прашам кој у СДСМ според вас е идниот човек кој ќе ги води надворешните политики и евроинтеграциите на таа партија? Види Марија, препознавате ли? Не. На кого ви текнува? СДСМ како партија во периодов и во годината на назад се бави самата со себе и ние тоа го гледаме. Значи, 2 пати менува раководители, лидерства, шпици играчи и така натаму. Еве сега имаме една нова подмладена, уште поподмладена екипа. За волја на вистина пред локалните избори понудија една предлог резолуција во парламентот СДСМ за околу изгубија 10.000 гласа плюс избори. Да, али тоа беше нивна политичка проценка, дека ме прашавте кој мисли за Европска унија, значи во Не, прашав имате ли лик на пример кој мислите дека од раководството на партијата е па не гледам, промените се случија сега, завчера, разбираш, во СДСМ, што да гледаме? Треба сега некои нови избори да дојдат, па нови некои катарзи да се случуваат, па тогаш да гледаме што се случува. Знаете, во опозицијата, не само во СДСМ, ако ја погледнеме пошироко опозицијата во Македонија, немаме лидерство. Ние не се појавува лидерство во смисла на човек со тоа ќе направиме сега и за 2 години ќе победиме. Она што треба СДСМ како водечка партија во опозицијата да го прави е да постави платформа, да види кои се прашањата кон кој ќе се обраќа, значи таргетот, луѓето треба да ги види, идните гласачи, 150.000 гласачи се малку, па и 250.000 се малку за победа, така? Значи треба тоа да се прави во следниот период. За да се прави тоа, треба веројатно од оваа позиција после година и 5-6 месеци власт на ВМРО ДПМН, веројатно треба време да помине. Јас не знам во Македонија во 35 години некој да победил после година дена промена на власт. Добро да се има време, до оваа година ќе ги анализираме состојбите, ќе ги гледаме политичките. Текови ти благодарам за ова гостоње. Благодарам. Повечерашен гостин Лјупчо